И последното прашање од телевизија Клан. ВМРО ДПМН и после 3 години од постгруевизмот не смогна сили да се извини за 27 април. Денес имаа 3 пресконференции, а не кажа ниту збор за 27 април. Како го коментирате ваквото однесување на опозицијата? Тоа е истото она ВМРО ДПМН кое што 3 години буквално ниту ги променија политиките, ниту го променија наративот, нити ги променија навиките, нити видовме нови луѓе, нови концепти, и нити видовме дека може да се приклучат на пресвртот кој што СДСМ го донесе во оваа држава. Пред 3 години бевме со ВМРО ДПМН изолирана земја од сите соседи, од целиот регион, од целиот свет. Денеска сме пример на решавање и денеска сме концепт како модел кој што представува пример и за сите земји од регионот и од Европа и пошироко. Тие епитети за државата доаѓаат од сите страни во овој период. И после 3 години сме членка на НАТО и започнуваме преговори со Европската унија. Тоа се двата различни концепти. За жал, опозицијата и ВМРО ДПМН остана на истите навики, на истите луѓе, на истиот начин на однесување. Христијан Мицковски го видовме и денеска го гледаме дека бил во толпата на 27 на најмрачниот ден за нашата демократија, токму со луѓето пред самиот законодавен дом. Додека внатре се лееше крв и се спроведуваше едно сценарио за кое што мора да има крајна одговорност. ВМРО ДПМН тоне со постапките и со одлуките и со своите политики кои што воопшто не се променети и кои што и натаму сеат страв, омраза, конфликти, поделби, и тоа е матрицата на размислување за жал и на ова ВМРО ДПМН. Но тука сме да ја поддржиме државата, тука сме да грабаме напред, тука сме да ја извлечеме од оваа криза, да ги поддржиме сите институции, да се однесуваме крајно сериозно, одговорно, согласно предизвикот пред кој што се наоѓаме, и светот, и Европа, и регионот, и сите ние. И добро е што функционираат на највисоко ниво институциите и граѓаните им веруваат и на институциите кои што ја водат оваа битка, а добиваат апсолутна и целосна поддршка од СДСМ. Токму затоа, токму заради тој однос, токму заради тој начин на работа, токму заради тој пресврт кој што го направи оваа генерација и оваа гарнитура предводена од СДСМ и коалицијата, на многу внимателен, одговорен, чесен, искрен пристап во целиот овој период, државата тргна силно напред, а ВМРО ДПМН останаа закопани во своите ровови кои што шират омраза, поделби, конфликти. Се надевам дека после изборите кои што ќе следат и кои што се неминовни, ќе имаме силен процес на реформирање во сите политички партии, не само во СДСМ, и дека тоа е за доброто на граѓаните, на државата и на перспективите кои што ги отворивме во овој период за сите генерации во нашата земја. Благодарам.